Во продолжение, анализа со доктор Никола Пановски. 2 години официјална пандемија, но како понатаму? Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. 16 март, јас паметам, доктора, дали добро се сеќавате, првиот викенд, 14, 15 и 16 беше викендот 2020 година, кога го имавме официјалното затворање или локдаун. Првото, и кога свативме дека е многу страшно тоа што ни се случува и дека има пандемија не само кај нас, туку и во светот, и бевме многу исплашени. Се сеќавате пред 2 години? Да, на 11 март беше СЗО прогласи пандемија. Негде 26 беше првиот случај кај нас. Кај нас, да. Така како не се сеќам се. Сега после битка, иако не е завршена битката, секој генерал, меѓутоа тој некои работи изгледат гротесно и смешно. Па се бркаа луѓе по улица. Зашто бил контакт со чичко му што бил позитивен. Па шетал на улица, па дај можеше некој да настрада, да биде физички. Кога се прават тие карантини, кои за мене беа и тогаш нелогични, респираторен вирус, кој предизвикува инфекции кај луѓе без симптоми. Така. За 2 недели ќе сме го уништеле со карантини и веќе ќе немало и ќе завршило јуни, не знам која земја ќе завршила прва, втора, трета. Така беа прогнозите. Да, ќе сме имале пик, па се очекуваше пик со 200 луѓе, не знам, 2000 ќе било вкупно бројот на нашата комисија, кажа, на заразени во целата пандемија. Имавме 2500 дневно по година и пол. Да, и во светот такви работи, така да тие карантини беа нешто, не уплаши Италија. Многу Шпанија, тие слики и информации. Луѓето почна да се прават кинези. Не може Европа да биде Кина, мислам, да многу интереси има тука да се прават тие мерки што ние ги направивме, да речеме, во Дебар. Така. Па сега, ако продолживме како кинезите до денеска... Тие во Вукан што ги праве. Да, корона фри кантри. Значи, требаше у Дебар, па кога почна у Чаир да се затвори дел од Чаир, или цело Скопје, што е невозможно, па Сарај, и така до денеска, 2 години, до сега ќе бевме осиромашени, да не зборам што ќе имаше протести, кај нас има избори, у Кина нема. Дополнителни реперкусии. Значи, многу политички интереси има тука, бизнес интереси, така да се тоа во тие 2-3 месеци беше непотребно, а работи што беа апла претерани на кај реагирав, да се сетиме на паролата "Остани дома", најглупавата парола. Остани дома, пролет, кога е убаво времето. Со маски на отворено. А требаше да биде излези надвор. Мојата парола, викам, требаше да пише на телевизорите излези надвор. Меѓутоа, тоа е тоа. Многу трауми, многу економски загуби, кои тешко ќе се треба години да се надокнат, за разлика од Шведска, на која и се смеја, дури и СЗО, рече како тоа лош модел. Мислам и Данска тука. Па, скандинавските земји воопшто, кои го направат тој другиот модел. Така да сега голема е приказната, кај нас бе осцилации. Од многу строги мерки до пуштање на мерки. Строгите мерки често пати се воведува кога немаше опасност, а олабавување, како што беше летото пред да дое Делта Сојот. Непотребно олабавување. Непотребно, заради некои, мислам, интереси и целениците да дошле, свадби да имало, не знам што. И се постигна тоа што се постигна. И секојаш е поврзано со избори и со нешто друго, се постигна така катастрофални последици има, па и со омикронот сега пред нова година се пушти. Така и се очекувано, понатаму си се одвива работите. Јас паметам сега кога раскажувате, најголем проблем мислам, дали ќе согласите со мене, дека ќе остане психолошката последица. Го паметите ли периодот кога граѓаните ги дезинфицира етикетите од производите што ги купуваа? Чевлите, комплетно, целата гардероба и се. Колку многу имаше нејасноти на самиот почеток. Се беше јасно, меѓутоа на некој му беше во интерес да прави страф. СЗО до денес прави. И денес ќе каже дека е страшно. Ниеднаш не се повлече од ставовите дека вирусот никогаш нема да се пренесе преку такви предмети, дека треба ги лиже човекот предметите. Или од допир, така да речам, предметите кои што еве сега, масата каде што седиме, која што ја допираме, велите дека не може да се пренесе. Не може, ако не ги земете рацете убаво да ги. И тоа некој претходно да седел овде, ама не вчера, денеска, са бајле. Добро. Да кивнал тука и да совал, значи, мислите нас ракавици, СЗО не тераше ракавици, носиме што е. Ама до ден денеска носат ракавици. И научниците не реагира, не знам зашто, прска улици.
Ни кажува нашава комисија за некоја улична прашина што се кревала, па од тоа ќе сме се заразили, па затоа треба маски надвор. Јасно ли е сега за 2 години што ако за бета сојот, за алфа сојот носеа маски надвор, што да ги прашам таа комисија? Да. Од делот се внатре се уште, што им беше мерката носење маска надвор секаде, дури кога не си во контакт? Да. За омикрон што треба газ маски да носиме, кој 10 пати повеќе се шири од тој оригиналниот се. Значи такви нелогични работи и некои вадења од лабораторија колку живеел вирусот, што нема врска со реалноста. Надвор се добива многу тешко, односно не може да добиете ако не Добро, ако не сте во контакт на помалку од пола метар, не се добива преку предмети. Ова смешно и вака поздравување, уште го тераат. Како ќе добие, мислам, ако ги мие рацете? Нешто што ќе остане, што може би нема врска со ковидот, е да се мијат рацете како навика. Ма таа требаше навика за си и претходно да ја имаме. Има еден вик, некој кумане сврши, која ќе кинат, имали нешто во смијање на раце мерка, нели е мерка, која ќе укинат и таа. Значи тоа и дистанцата треба да остане како културна навика, се надевам ќе остане, да не ви диши некој во врат, кога чекате ред. Значи сега, без разлика дали ќе ставаме маски или не, меѓутоа метар, не мора 2 метра, метар дистанца, па и 2 кога се чека ред, нема буткање преку ред, гужва. Се надам дека никој што нема да се врати. Значи убаво кога ќе се видат наредени луѓето. Мислите дека ќе чекате саат време, ми тоа многу побрзо отколку кога не знаете кај е редот и се едни од други си дишат ред. Значи тие две мерки, миењето и раце и дистанцата се работи што треба да останат како културни навики, миењето на раце заради други инфекции, меѓутоа да не се претерува. Ова дезинфекција, перење на предмети нема никаква врска со ковидот, нити некој добил така ковид. Се добива исклучиво 99% преку респираторен тракт. Сега си ова што... имаше 300 работи на почетокот. Се плачеа, ќе ми се јават дали пицата што јаделе, бидејќи тој таму некој што работел у ресторанот, испаднал позитивен, или што купил печено пиле, дали сега ќе се заразиле, ама не били у контакт со него. Таму кај што се печело, некој бил позитивен. Мислам до такви работи, директорката на кожна клиника, тоа е смешно денес, кога гледате, уште се тужат. Не знам каква разврска ќе има тој случај, ќе оставиме да видиме. Но такви случаи по 2 месеци од карантинот имаше на телевизија и лјадници и никој не ги бркаше, не можеше да се бркаат и така натаму и нема врска со ширење на болеста. Ова што се навративме ние наназад пред 2 години, ги прашавме и граѓаните дали тие чувствуваат дека 2 години е поминато од пандемија. Јас и вие пред да започнавме, јас ви велам, имам чувство дека 4 години се, не се 2, како никако да не може да заврши. Драги наши гледачи, ги прашавме граѓаните, што мислат тие, ги навративме наназад. Колку време е поминато од пандемијата? 2 години помина од пандемија. Свесни ли сте дека помина толку време? Да. Колку го промени вашиот живот пандемијата? Па да ти кажам, не го промени многу, пошто се пазев, пошто знаев дека е вештачки и така. Било тешко ќе биде враќањето на нормалниот живот. За вас значи тоа нешто? Па значи, пошто се што помина више, ќе го памтиме како добро и секој ден ни е подарен и златен ден. И подобар од предходниот. 2 години помина од пандемијата. Свесни сте дека помина толку време? Не. Како го промени вашиот живот пандемијата изминативе години? Што знаат, нашата фамилија не поминал никој со корона и не осетив толку криза да имаме. Гледам се пазите и се уште и тоа е добро. Велат тешко ќе биде да се вратиме на секојдневието. Ќе ви биде ли проблем од кога ќе речат дека треба да се симнат маските да се вратите на секојдневие? Па ќе биде. Секако ќе биде. Свесни сте дека помина толку време? Да. Се чувавте овие 2 години? Како го поминавте целиот овој период? Далеко сум од овде. Не живеам овде, како да не забележав.
Велат кога ќе заврши ковид пандемијата, тешко ќе биде да се вратиме на секојдневието. Ќе ви биде ли проблем? Веројатно ќе се вратите, али се после. Ќе се вратиме сигурно, но ќе има последици. Сега јасно ни е дека ќе има последици, пред се психолошки ги слушнавме и граѓаните кога ќе треба комплетно да ги тргнеме и маските. Имавме еден соговорник од Србија, веќе и ги тргна комплетно маските. Со што најмногу ќе се судриме, доктор? Па веќе се судира, мислам, ние мерките сега дека се некои драстични. Сем децава што со саати носат маски. Еве кога и во училишта ќе ги што носат. Еве и во затворени простори. Во продавница која ќе влезам, дека ќе трна маска, дека ќе се преродам, не е тоа многу. Сега има луѓе што на работа носат. Јас да речем канцеларија, носам само у лабораторија. На овие години не се утепа многу лабораторија. Да нема, тоа во лабораторија треба да се носи маска и ракави. Да, и без разлика. И ракавици без врска со ковидот, особено ракавици, зависи која работа се работи, така да мислам дека брзо ќе се адаптираат. Последици ќе останат психолошки. Стравот кај некој ќе продолжи, некој ќе продолжи да носат и по 2 маски уште година дена. Особено некои што не прележале, се вакцинирале, не знаат како е тоа. Меѓутоа тие што ги изгубија своите и 30%, значи од овие 300.000, да речеме, 200.000 биле навистина болни со симптоми. И од нив 30% или 60.000 луѓе ние имаме со последици. Не можем да кажем дека се тие инвалиди, меѓутоа имаат 60.000, тоа не е мала бројка, на преживеани, прележани, кои имаат барем еден од 9-10 пост-ковид симптоми. Се уште има луѓе што немаат вкус или немаат мирис, што некој вика тоа нема врска, многу е страшно психолошки, тие се психолошки. Да, и некои вкусови не се исти. Значи малаксанос не се истите што биле претходно, фиброза на белите дробови, останато не може, не се истите луѓе, некои од нив и нема да се вратат. Некои веќе 2 години се болни, значи тоа се нервниот систем страда. Значи имаме една голема група 60.000 заедно со нивните фамилии на нова болест. Као што имаме шекерна болест, сега ќе имаме много диапазон на разни последици од тоа. И ова збориме ако нема нови случаи, ако ова се продолжи да не се јави некоја нова. Ајде ќе зборуваме. Меѓутоа психолошки да, има луѓе што пандемијата може би ги зајакнала. Има фамилии кои се растурија, зашто не било кој што треба, молел да бидат заедно, особено за карантините и така натаму. Таа позитивната приказна. Меѓутоа има кај што се споиле повеќе, кај што веќе и така натаму, да не зборам, јас се смеат сите, викам, ама ја гледам хламидии на микроскоп. Нема хламидии. Ако гледам денеска 50, имало 5 до 10 дневно, тоа е сексуално пренослива болест. Добро. За време на пандемија падна на 0 до 1. Зошто? Бидејќи нема толку сексуални односи незаштитени надвор од бракот и така натаму. Се намалија тие дружби. Добро, ова се позитивните приказни од пандемијата. Сега, да, мислам. Без разлика како логично дека ќе се намала, да. Сакав да ве прашам, има многу позитивни, меѓутоа далеку да ги споредуваме со негативните се огромни од психолошки, економски, здравствени и така натаму, социјални. Во имунолошкиот дел, што треба да очекуваме сега? Прво што ми доаѓа на да ве прашам е доаѓа пролет. Дали сега ќе имаме еден голем бран на пролетни алергии, некои што никогаш немало алергија, сега ќе има, дали ќе бидат поинтензивни? Ве прашувам во контекст на тоа дека се очекува комплетно мерките да бидат укинати. И оние во затворени простори. Зависи од што е алергијата. Луѓето што се на домашна прашина, тие дома не носат маски. Надвор предпоставам се рекли, како што гледаме се уште, повеќето сепак се без маски во природа, ако се наполен на нешто, не очекувам да има влијание. Што се однесува до инфекциите, и тоа мислам дека го пројдовме, дека сепак луѓето реагуваат во ресторан, децата одат во игротеки, ги вадат маските на одмор, шетат, дека и на стинките веќе ни го вратија ударот. Веќе ова, дека беа почет да се сетиме за тој респираторен синцитиски вирус, кој се јави негде во Гевгелија, кој имаше се чудеа што е вирус, кој кај бебиња предизвикува болест, сега во целиот свет предизвикува за прв пат болест кај возрастните, бидејќи 2 години некако не остел, не сме му дозволили да дојде, он се доаѓа малце
со повеќе симптоми. И поголема сила има тогаш? Да, и поголема сила. Ја да речеме лично 3 пати сум прележал настинка есента. Појака од вообичаено? Па појака, да. Поинтензивна. Поинтензивна, односно ретко било кај возрастни да дае симптоми. Далеко од тоа дека или кај Сакате да кажете дека тоа нормално ќе биде во Да, и веќе бидејќи доста од мерките беа олабавени. Значи не е се ова можеме да збориме за првата година која наистина имаше карантини, изолации, меѓутоа кога се отворија рестораните, кога гледаме кај луѓето еве се и на затворено се дружат, да не зборам младите во летоска и така, кафулина, диско клубови и така натаму, за нивна возраст. Кај нив веќе огромен процент имаше и на ковид, меѓутоа огромен процент имаше и на настинки. Значи веќе почна да добиат настинки и мислам дека есента си беше скоро нормална со појава настинки, па и грип имаше повеќе отколку лани. Кога би го диагностицирале, може со ковидот ќе беа и тука сите случаи. Ние гледаме од, што знам, 3000 случаи. Добро. 300 се позитивни, од другите сигурно у февруари не правеле или март за патување, повеќето правеле зашто имале симптоми. Што се другите 2000? Дали се грип, дали се параинфлуенца, дали се респираторен синцистички, други не знаеме. Така да не значи дека сега ковидот дека моментот е доминантен. Сега омикронот бидејќи 10% позитивни. А имаме 90% со симптоми кои се негативни на ковид, меѓутоа се можеби позитивни на некои други вируси, секако некој вирус е 20%. Тоа би ги правиле сите. Сега прашање кој што остана актуелно во неколку прашалници до крај нејасно е тој колективен имунитет, за тој ќе зборуваме во продолжение како ќе се постигне и што значи сега во моментот. Во продолжение да го погледнеме прилогот кој што ни го подготви колешката Сузана Апостоловска, тоа е за извештајот од Институтот за јавно здравје, каква ни е во моментот епидемиолошката состојба, за веднаш потоа да анализираме со професорот. Во текот на изминатата недела, од 7 до 13 март, во државава се регистрирани 1818 позитивни случаи со COVID-19. Процентот на позитивност се движел од 7,8 до 13,8%, или во просек 11,6%, покажува неделниот извештај на Институтот за јавно здравје. Меѓутоа, претходната недела за 12% бил намален и бројот на тестирања. Извештајот покажува дека најголем број заразени минатата недела имало кај лицата над 60 години, 27,8%. Најмал број од регистрираните нови случаи пак бил кај децата до 9 годишна возраст, односно 3,3%. Во однос на претходната недела се регистрира намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, со најзабележително намалување од 41,7% во возрастната група од 0 до 9 години. Кога станува збор за градовите, најмногу биле во Скопје 983 случаи од вкупно 1818. Реинфекции пак имало во 267 случаи, што е намалување за 28,2% на бројот на лица кои се заразиле повторпат. Во периодот од 7 до 13 март биле регистрирани и 2400 оздравени пациенти. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата недела пријавени се 34 смртни случаи во 13 градови во државата. Во споредба со една недела претходно, тоа е намалување на бројот на починати за 33,3%. Најголем број од починатите, 17, биле од Скопје, а во однос на возраста, 33 од 34 починати биле над 60 години. Еден пациент бил во возрастната група од 50 до 59 години. Кога е во прашање вакцинацијата, податоците од Институтот за јавно здравје покажуваат дека заклучно со 12 март во земјава, барем со една доза, се вакцинирани 871 лице. Со 2 дози од нив се вакцинирале 851.655 граѓани, а трета доза примиле 147.223 лица. Сега, докторе, го имаме ли колективниот имунитет? Статистика вели, прележан човек
многу ретко починува. Вие велите дека 15 луѓе се починале од почетокот на пандемијата кои што го прележале вирусот. Бројот на вакцинирани не го... инфекција 15 души. Бројот на вакцинирани не го кажуваат. И сега јасно ни е дека вакцините, повторно да биде јасно и мнението дека вакцините не комплетно штитат, како што мислеа повеќето, вакциниран сум и не можам да се заразам, но штитат од тешки форми на болест. Се разбира, штитат од тешки форми, меѓутоа бројот на починати вакцинирани во Македонија е преку 1000. Колку е, не знам, престана да се каже, тока зависи кога се вакцинирани, со која вакцина, а најмногу зависи и најмногу од нив се луѓе над 70 години, кои може би ќе починели од нешто друго, значи вакцините не ги штитат од ние што се имунокомпрометирани, постари целосно. Меѓутоа, ако правиме споредба со невакцинираните од иста возраст, тогаш има разлика. Се доаѓа на парадоксална ситуација во земјите кај што повозрастните се вакцинирани, младите не се, и ако споредите луѓе над 70 години вакцинирани, со невакцинирани, ќе споредите дека вакцинираните почесто оболуваат и тоа го користат антиваксерите. Меѓутоа, факт е, човек на мој години постар, 1000 пати има поголема шанса да почине, отколку човек до 18 години. 1000 пати, а над 80 10.000 пати. Тоа, за жал, не се искористи во стратегијата на пандемијата, да младите бидат надвор, се уште гледате децата да ги заштитиме и така натаму, особено со омикронот, еве, чуте податок дека од 34-33 се над 60 години и едниот е над 50 години. Значи, во тој смисол, вакцинираните се заштитени и тоа треба се споредуваат група со група и со исти болести. За жал, вакцината не штити од пренесување на болест и не може да создадеме колективен имунитет во смисла да вирусот го снема. Со појавата на омикрон и прележаните го пренесуваат, веќе го заобиколува имунитетот. Но тој може да го пренесе. Може да го пренеси тој. Значи, и може да се разболи. Значи, имаме сега доста случаи на реинфекција, меѓутоа овој сој. Исто така и кај прележаните, особено кај прележани вакцинирани, не даа потешка клиничка слика и затоа и болниците се испразнени. Значи, имаме колективен имунитет во смисла, пред се, на хоспитализации и, се надејам, и смртни случаи. Значи, се помалку луѓе се заболуваат, а иначе колективен имунитет, да ве подсетам, лани во јуни ние имавме по тој бета сој и алфа сој, кога имаше по 10 до 20 случаи на ден, пред да дојде делта сој, на кој широко му беа отворени рацете. За жал, во нашава земја никој не одговара за такви постапки и за толков број на смртни случаи кои се јавија усред лето. Мислам, можеше тоа да иде многу по-споро и по-подготвено и да нема модуларна болници, воопшто немаше да се отворат и немаше случаи тоа што се случи. Значи, во тој смисол, треба да сватиме дека со имунитет и над 90% вирусот е таков, адаптиране, особено со последната мутација, веројатно ќе има и други, се очекува да се остане, за разлика од SARS-CoV-1, 2002-2003, кој го снема, вики даваше тешки случаи, не даваше асимптоматски случаи, дека се повеќе ќе имаме лесни случаи и многу голем број на асимптоматски случаи, кои по наши испитувања на здрави луѓе во јануари, која беа двата циркулира Делта и Омикрон, од 8 до 10% од здравите луѓе има PCR тест позитивен. И сега денеско тие 10%, едно 2-3% се без симптоми. Кога би направиле денеска на луѓето, тие здрави шетат и доаѓа абсурдно да се тестираат контакти и здрави луѓе. Бидејќи во секоја организација која направите на здрави луѓе ќе се покажат најмалку 3 до 5% позитивни случаи, без разлика. Особено кај вакцинирани и прележани. Значи, они го добиле вирусот, и тоа не се разболуваат. И сега сите, целиот колектив треба да оди во инкубација. Така, затоа се скрати инкубацијата, а во некои земји со позитивен тест се оди на работа. Со позитивен тест се оди на работа. Порано
Зборуваме тоа на почеток, замислете што беше позитивен. Те цела фамилија, и у зградата се контакти, плашат, не знам што да не... сите, да се значи, навратиме сега пред одат 2 на години, работа, така тоа е беше. колективен. А пандемијата ќе заврши, ако не се јави нов сој, не дај Боже, полош, кој ќе престане тестирањето. Значи, кој ќе престана да се тестираат луѓето, за специјално за COVID и контактите, тогаш ќе престане во смисла да се објавуваат секој ден и така натаму, секако дека тоа е близко да се случи. Ќе прифатиме дека ова е нормално? Да, нормално е како за секоја болест, значи како што со грипот живееме десетици години и тој знае да мутира, дава пандемии, а понатаму обстојува со разни нови мутации и доаѓа на 2-3 години, остава така, се надеваме дека ќе биде не полошо со COVID, можеби ќе има за ризичните групи вакцина. Инаку ова, што уште упорно деца до 5 години ќе вакцинираат, јас тоа апсолутно не го разбирам. Зошто би ги вакцинирале децата? Значи, едноставно не сака да признаат дека оваа болест за голема среќа, значи огромна среќа, не ги напаѓа младите. Во Украина веќе починаа повеќе деца во Европа отколку од COVID пандемијата, таа е бројка 80. Со состојбата... Здрави деца, не зборам за деца, секоја смрт е страшна кај дете, меѓутоа имаме со церебрална парализа, обезитас, со многу други болести, кај што се води дека помина од COVID или... Значи, од тука може да видиме колку ќе беше страшна оваа болест да ги напаѓаше и младите така како што ги напаѓа овие што се повозрасни. Може би кога Светската здравствена организација ќе даде еден јасен став дека ова е нормално и дека така треба да функционираме, може би тогаш целиот свет ќе почне и нормално да функционира. До тогаш еве гледам дека повторно даваат изјави дека ништо не е завршено, дека светот не треба земјите толку само иницијативно да ги оставаат сите мерки, дека се очекува нов сој во нареден период и така натаму, но на домашен терен, она што малку... Мислам, Светска здравствена не ја разбирам, многу луташе и го изгуби крedibilitetot и со свинскиот грип особено. Така да ми личи на опозиција. Лоша опозиција, која кажува што само критикуе, не каже што да направиме. Па луѓето треба да живеат, по нив ние требаше уште дома да седиме затворени. И ќе спумревме сите или ќе се испотепаме меѓу себе. Нив ако ги слушаме. Пошто не знам што им е целта. Цело време вика нема вакцини за сиромашните земји, Африка нема случај. Зошто нема случај добро? Они се плашат дека Африка ќе имало случај. А Кина еве повторно бележи некој нов бран на не прележале. Јужна Африка, председателот на Светска здравствена, кога пројде омикронот, место да каже лесно се проаѓа со омикронот, да даде малце надеж на луѓето дека треба да. Тој кажа, не, таму има многу прележани, помлади се, само 20% се вакцинирани, и они лесно продаат. Немојте да се огледувате на Јужна Африка. Овој сој е опасен за Европа. И што да правиме? Вакцинирајте се. Добро, во Европа ние имаме 70% вакцинирани. Викате дека вакцина е единствен спас. Да не се огледуваме на таа што имала 20%, имала многу прележани. Така да таа е грешката во старт. Младите требаше си го прележат вирусот. Дајте совет еден до граѓаните. Да се заштитат. Сите кои што ве гледаат, сакаат да слушнат од вас еден совет и да го заокружиме разговорот, дајте еден совет за нареден период. Значи, повторно, кажувам, селективен пристап. Повозрасните, старите луѓе, се подложни на, може да бидат подложни и на потешка форма. Не значи дека се исклучени помладите, меѓутоа се одиме таму кај што е најопасно. Значи, тие сепак треба да се штитат, да не доаѓаат во контакт масовен како на свадба со непознати луѓе во затворен простор, а со блиските веројатно ќе си продолжат да си живеат како и до сега. Значи, да не се мешат таму каде што може да се добие, бар уште некој време, дека не се смири до крај состојбата. Така да друго не треба маски надвор да носат, ќе продолжат понатаму во јавен превоз, значи кои ќе се одлабават сосема мерките. Препорака ќе биде за некои особи кои ги спомнав
да се штитат со маски кои ќе одат, да пензионер кој ќе оди во продавница, нека и кој ќе се дозволи без маска да се влегува, нека влегува со маска, не го кошта ништо, или која влегува во автобус и така натаму, тие што се по ризични групи, а со вакцините ќе видиме, се надеваме ќе се најде вакцина која ќе примерна година да видиме рата не само 2-3 месеци како што се сегашни, бидејќи би делува на сите мутации на вирусот. И некои здрави навики. Дека ќе бидат тие вакцини, се надевам само за повозрастните. И некои здрави навики да останат за секогаш. Ви благодарам што ми бевте гостин. Секогаш сте наш добри дојден гостин. Се надевам дека следен период ќе се гледаме за некои убави работи и повторно една убава анализа за ова што нема да заврши. Ќе имаме уште за што да зборуваме. Секако ќе трае. Секако ќе трае. Ќе се навикнеме и ќе биде полесно. Мислам, и сега е полесно по бројот на случаи. Се надеваме дека ќе биде вака и секој месец подобро.